Вести на Канал 8, добродојдовте. Локалната самоуправа на Кочани ќе испитува животната околина на територијата на општината, зашто планира да потроши околу 250.000 динари. Добиените податоци треба да го покажат загадувањето на воздухот и водата, како и бучавоста, за да можат да се планираат натамошни активности за намалување. Општина Кочани бара стручна анализа за квалитетот на животната средина, односно за загаденоста на отпадните води, воздухот, како и нивото на бучавост во урбаните средини. За оваа намена планира да потроши околу 250.000 денари, средства што се планирани во општинскиот буџет, а за кои согласност дадоа и членовите на Советот на општината на седницата што се одржа во средината на декември минатата година. Тогаш и градоначалникот Илиев даде свое образложение за неопходноста од изработка на анализа, со оглед што имаше подолги советнички дискусии околу извештаите за високата загаденост на амбиенталниот воздух. Се со цел да имаме права слика на загадувањето, на вистина колку Кочани е загаден. Ние ова година со буџетот предвидовме посебна програма за животна средина, каде што предвидовме средства да направиме испитување, повеќекратни испитувања и на различни локации, се со цел да добиеме на вистина правилна слика колку и како и од што е загаден воздухот во општина Кочани. Според техничката документација во јавниот повик за избор на давател на услугите, со анализата треба да се направат мерење на бучавоста предизвикана од производни и услужни дејности, како и мерење на бучавост во стамбени и деловни објекти. Исто така треба да се анализираат и примероци од отпадните води од производни и индустријски капацитети што тие ги испуштаат во канализацијската мрежа и на отворено. Дополнително, со анализата се бара давателот на услугата да обезбеди стручни податоци за присуство на јаглерод диоксид, азотен оксид, сулфуров диоксид и чадни честички од десетина мерни места каде што корисниците за затоплување користат течни и цврсти огривни материи. Анализата на квалитетот на животната средина треба да го покаже и присуството на PM10 честички, со оглед што тие во изминатиот период најмногу беа споменувани како проблем за загаденоста на амбиенталниот воздух. Во моментот тече рокот на тендерската постапка за избор на фирма што ќе ги направи мерењата и ќе изработи анализата, а договорот што ќе биде склучен со неа се однесува за период од 1 година. Крајниот датум за пријавување на заинтересираните трае до 30 октомври. Во државата се одбележува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. По тој повод, делегации од општина Кочани и Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна положија свежо цвеќе на споменикот на слободата. Одбележувањето на 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, во Кочани помина со положување свежо цвеќе во спомен на сите борци и македонски синови кои го положиле животот за својата татковина. На споменикот на слободата почит на сите нив им дадоа представници од Сојузот на борците, од Советот на општината и од политичките партии. При тоа беше речено дека овој датум е потсетник за првата се македонска организација и незината најголема цел да го обедини македонскиот народ и да ја исполни вековната желба за слободна татковина. Затоа, на 23 октомври, се подсетуваме на истрајноста и пожртвуваноста на нашите предци, беше речено, но и на одлучноста и нескршливата волја за слобода и независност. Општина Кочани упати јавен повик до жителите на селото Јастребник да присуствуваат на собирот на кој ќе се избираат органи на местната заедница. Можност да учествуваат во изборот ќе имаат сите лица со право на глас. Граѓаните чие место на живење според личната карта е во селото Јастребник можат да учествуваат во изборот на новите органи на нивната местна заедница. Со оглед што мандатот на досегашните им е истечен, законска обврска е да се изберат други членови кои ќе ги застапуваат интересите на жителите на ова населено место пред органите на локалната и на државната власт. За да се реализира изборот на органите, досегашниот совет на местната заедница и незиниот претседател организираат граѓански собир. На него можат да учествуваат жителите на Јастребник кои имаат право да гласаат на избори. За да се утврди нивниот идентитет и местото на живење, неопходно е со себе да понесат важечка лична карта.
Собирот на граѓаните ќе се одржи во кругот на манастирот Свети Илија во Јастребник на 25 октомври со почеток од 15 часот и 30 минути. Изборот на нови органи во местните заедници во општина Кочани е завршен во поголем дел од населените места, но се уште има неколку во кои не се избрани претседатели и членови на органите. Со изборот на новите органи на местните заедници, тие ќе можат полноправно да ги застапуваат жителите на населените места. Се очекува слични собери да се одржат за сите местни или урбани заедници каде што мандатот на досегашните членови им е истечен. Во библиотеката Искра се одржа промоција на книгата Вис црвени стени од роднокрајната авторка Ленче Стоименова. Промотор на нејзината најнова книжевна творба беше Миле Ѓоргиевски. Промоција пред читателската публика доживеа најновата книжевна творба на роднокрајната авторка Ленче Стоименова, посветена на некогашната музичка група Црвени стени од Оризари. Книгата, чиј наслов е токму како и името на групата, е сеќавање на едно време што поминало, но не е заборавено, а токму преку запишаните спомени останува вечен трак за една младост, беше речено на промоцијата што се одржа во библиотеката Искра. Преку кратки музички исечоци од познати рефрени со кои групата настапувала во источниот регион, дополнително беше збогатено представувањето на книгата, за која Стоименова вели дека настанала спонтано, иако излегувањето е логичен редослед на настаните. Се започна во есента 1971 година, кога 7 млади дечки, па се уште може да се каже деца, ентузијасти, посакаа да бидат музичари. Но тоа беше само желба. Наскоро собраа пари, собраа орис од своите родители, позајмија, да не кажем украдоа по некоја вреќа, и ги набавија првите инструменти. Правец, Воднянска улица во Скопје, во продавницата на старо, бидејќи за ново немаа пари. Така започна оваа есенска приказна. Донесоа инструменти, не се откажаа од својот сон. Упорно вежбаа, како што и сами во оваа книга ќе се ги раскажат своите интересни приказни, работеа и ден и ноќ, а се случило една вечер воопшто ни да не спијат дома. Кога родителите разбрале дека нивните деца ги нема, лошо си поминале и со лоши зборови, но пак не се откажале. Со должна почит, да не заборавам некој, Борис Стоименов, Стојчо Симеонов, Драган Глигоров, Душко Наков, Илија Арсов, Јордан Гацов, Мите Тошев, Трајчо Велков. И денес овие се фамилиарни луѓе, освен Мите Тошев, сите се живи и здрави, имат и своји внуци, но само еден од нив до овој ден продолжи со музиката, а тоа е Борис Стоименов. Кога истражував за оваа книга, многу податоци ми дојдоа и за првата музичка група воопшто формирана во Оризари. Тоа е 1937 година, за истата има и фотографија, за која и благодарам на тетка Цвета Захариева, бидејќи успешно толку долги години ја чувала, бидејќи нејзиниот татко во оваа група свирел контрабас. Потоа доаѓаат 60-тите години. Тука е музичката група Младост, која кратко време екзистирала, свиреле, меѓутоа сепак си најдоа музички простор и во оваа книга. Затоа не треба да ги заборавиме. Затоа е оваа книга на некој начин да им се одолжиме за се она што ни овозможија да уживаме едни 10 години со нивната музика. На промоцијата на книгата Вис црвени стени присуствуваа и некогашните членови на музичката група, а промотор на делото на Стоименова беше сатиричарот Миле Ѓоргиевски од Делчево. Следува информацијата од спортот. Пинпонгарите на Кочани имаа победа и пораз во првенството на првата лига. Членовите на планинарскиот клуб Осогово успешно реализираа марш за искачување на планината Рила во Бугарија. Во Прилеп се одиграа надпреварите од 4-тото и 5-тото коло во Супер и првата пинпонгарска лига на Македонија. Пинпонгарите од Кочани имаа победа и пораз, со што остануваат во средината на табелата.
Во четвртото коло, нашиот тим ја совлада екипата на Дебар Мало со 4:1, додека во петтото коло во драматичен и неизвесен надпревар загуби од Струга со 3:4. По 5 одиграни кола води екипата на Телеком Нец 2 со 10 освоени бода пред Крива Паланка, Струга и Мултитекс. Екипата на Кочани е на 5-тата позиција со 7 бода. Следниот викенд ќе се играат надпреварите од 6-тото и 7-то коло, со што завршува првиот дел од првенството во првата пинг-понгарска лига. Членовите на планинарскиот спортски клуб по Согово реализираа успешен марш на планината Рила во Бугарија, при што го освоија врвот Маљовица на 2729 метри надморска височина. Во акцијата учествуваа 15 планинари од Кочани кои по специфичен карпес терен без никакви проблеми се искачија на врвот, иако патеката спаѓа во категоријата тешка. Затоа на рака им одеа и одличните временски услови. Како следна активност, нашите планинари се подготвуваат за искачување на Кајмакчалан од грчка страна, што би се реализирало во текот на предстојниот викенд. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.